Сдруженијето на глуви и наглуви од Прилеп денеска обвини дека веќе 6 месеци не добиваат пари од Републичката организација на глуви и наглуви од Скопје. Немале средства за плата за секретарот, ниту нормално да функционираат, за да ги подмират основните трошоци во своите простории. Во истата ситуација се наоѓале уште 7 други сдруженија во Македонија, кои што биле против непотизмот во Сојузот и според нив нелегалната смена на делегатите. Декември до сега немаме добиено ни еден денар од страна на генералниот секретар кој што има непотизам, кој што е генералниот секретар и председател на Републичката организација се татко и ќерка. Тие се државни пари, не се нивни, треба да се прата овде, да не одиме да бараме спонзорство, да не одиме да молиме никого, бидејќи има средства кои што се наменети за Прилепското здружение. Од Скопје им велеле дека имаат пари на сметките и затоа не им праќале. Глувите лица од Прилеп пак велат дека со парите кои што им биле на сметката бил платен извршителот и изгубениот судски спор со Центарот за социјална работа од Прилеп, каде се наоѓаат нивните простории и сега немале ниту денар. Сојузот не постои заради нас, тие заради ние, ако не сме, го нема ни Сојузот. Значи сега сме во план, 7 ќе се повлечеме, значи пошто се 18, едното го затвори, се 17. Сега ние 7 се повлекуваме, ќе остана 11. Нема да функционира Сојузот. Председателот на Националниот сојуз на глуви и наглуви, Томица Стојановски, во писмен демант, вели дека лани од ноември до декември на чело на сојузот било лицето ИТ, кое во Прилеп префрлило 142.000 денари. Признаваа дека не се исплатени дотации за лични примања за 4 месеци кон здруженијата во Прилеп и Гостивар, бирејќи тие според нив биле преплатени и се додека не се порамнеле износите, тие немале намера да праќаат пари. Сите други здруженија во Македонија редовно примале дотации за лични примања и дотации за побарување за материјални трошоци. Обвинија и тоа дека имало и голем број петиции на глувите лица од Прилеп, кои што барале смена на секретарот Башевски поради тоа што не го водел здруженијето како што треба. Башевски пак вели дека имал документи каде се потрошени тие 142.000 денари и не отстапува од тоа дека во понеделник тие како здруженија ќе излезат од Сојузот.